Македонија веќе 9 месеци е без антикорупцијска комисија. Така ќе остане можеби до председателските избори, бидејќи се уште нема конечна верзија на новиот закон. Нас не треба комисија која што ќе биде избрана по највисоки критериуми. Гледате дека практично и овие препораки што ги добивме се однесуваат баш на процесот на селекција. Без пополнета комисија, телото не може да отвора предмети. Според експертската јавност, со пречки се остваруваат и редовните рутински надлежности, како следење на имотната состојба на функционерите. Излезе дека не се ажурни. Не се ажурирани податоците кои што лицата кои што се носители на јавни функции ги доставиле во комисијата. 360 степени провери дали отсуството на антикорупцијска комисија ги опушти и функционерите и техничките служби во Државната комисија за спречување на корупцијата. Пратениците се категорија на функционери кои се меѓу највидливите за јавноста. Автомобилот пак е имот што е тешко да се скрие од другите. Затоа паркингот околу собранието беше наш избор. 3 дена поред да следиме со што се возат пратениците, а со што напишале дека се возат во своите анкетни листови. Некои народни избраници ни поминаа под радарот, бидејќи не паркираат околу собранието. Но кај оние што ги оставаат возилата пред парламентот, откривме неколку разлики. Хари Локвенец, пратеник на СДСМ од Прилеп, дојде со нов Пасат, а во анкетниот лист му пишува дека има стар Opel Kadett и Peugeot 106. Телефонски ни кажа дека Пасатот не е негов. Го позајмил привремено од печатницата во која има сопственички удел, бидејќи неговите возила биле на поправка. Тоа е печатницата која првично беше избрана да добие грант од Фондот за иновации, но по реакции во јавноста, фирмата го повлече барањето. Джевата Деми, пратеник на Дуи од Тетово, се појави со джип Мерцедес. Во анкетниот лист тој нема пријавено такво возило, туку Голф и BMW X5. Телефонски ни изјави дека Мерцедесот му бил земен на лизинг, па затоа не го пријавил како своја сопственост. Со возило различно од пријавеното до антикорупцијска се појави пратеникот од владеачката партија за целосна еманципација на ромите, Самка Ибраимовски. Шкодата што ја возеше ја нема во анкетниот лист, каде е пријавен само Citroen. Тој се согласи да говори пред камера, при што призна дека и Шкодата треба да ја има во анкетниот лист, но имаше свој објаснување зошто не ја пријавил. Кота е пред 2 месеци за мене и нормално дека ќе се пријави. Сега немаме ни антикорупцијска комисија кому да пријавиме. Уште не е избрана антикорупцијската комисија, така да тоа што има такви промени, лично во мојот анкетен лист нема промени, него во моето семејство на име на син ми. Па чим ќе се избере антикорупцијската комисија, нормално дека ќе пријави промени. Една промена е тоа повода. Додека овие тројца пратеници кажаат дека не пријавиле промени и дадоа своје објаснување зошто не го сториле тоа, затекнавме други двајца кои велат дека ги пријавиле промените на време. Даниела Рангелова, пратеничка на ВМРО ДПМН од Скопје, има Opel Astra во анкетниот лист, а на собранискиот паркинг нов Citroen C4. Тврди дека Citroenот е земен на лизинг и е пријавен во Државната комисија за спречување на корупцијата. За Астрата пак вели дека му ја продала на колегата пратеник Драган Данев. Но ниту во нејзиниот анкетен лист го има Citroenот, ниту пак кај Драган Данев ја има Астрата. Мухамед Зекири, пратеник на СДСМ од Скопје, на работа се појави со Audi A5. Дента кога го снимивме, во средата, во анкетниот лист објавен на веб страницата на антикорупцијска, пишуваше дека има пријавено 3 автомобили од марката BMW. Зекири вели, Аудито не е негово, а сите други автомобили ги има одјавено во антикорупцијска. Тоа е
автомобил кој што е на мој пријател и во моментов се служам со него. Во моментов ја немам друг автомобил на моје име. Последниот автомобил што го имав, BMW-то 7 2010 година е продадена и уредно е пријавено во антикорупцијска, дека треба да не стои више во мојот анкетен лист. А другите два автомобила што стојат од претходно исто така, пред да го земам BMW-то кое што сега последен момент го имам продадено, беа пријавени дека више не се на мој име, односно дека ми се продадени. По нашата теренска проверка се обративме со неколку прашања до антикорупцијската комисија. Зошто не се ажурирани податоците за Зекири Рангелова? Како и тоа, ако се земе предвид дека целта на овие анкетни листови е транспарентност и јавноста да има увид во богатењето на функционерите, зошто самото ажурирање не се извршува поажурно? Со предлог буџетот за 2019 за ДКСК се резервирани нови 562.000 евра. Па прашавме, ако се проблематични основните ажурирања, за какви работни задачи ќе бидат потрошени средствата? Пред да добиеме писмен одговор, забележавме дека од анкетниот лист на пратеникот Мухамед Зекири е тргнато едното возило. Во дописот од комисијата до 360 степени, што стигна потоа, имаше одговор само на прашањата за Зекири Рангелова, дека имотот во нивните анкетни листови е во согласност со тоа што го пријавиле или одјавиле. Објавената состојба на веб страницата за конкретното лице Мухамед Зекири е согласно податоците кои ги навел во доставените анкетни листови. За лицето Даниела Рангелова ви известуваме дека до архивата на Државната комисија за спречување на корупцијата не е пристигнат образец за промена на имотната состојба. Кој е во право може да се процени само со непосредна споредба на доказите на двете страни. Но тоа не го менува фактот дека дури кај некои од функционерите што се најприсутни во јавноста, има разлики во тоа што го има во анкетниот лист споредено со реалноста, и тоа за толку видлив имот, како што се автомобилите. Поранешната прва антикорупционерка, Слаѓана Тасева, не можеше индивидуално да ги коментира нашите примери, но вели дека и самата се уверила дека имотната состојба на функционерите не се следи како што треба. Ние имавме прилика во изминативе неколку дена исто така да работиме со податоци од анкетните листови за имотната состојба и забележавме неколку неправилности и прашувавме таму. Излезе дека не се ажурни. Не се ажурирани податоците кои што лицата кои што се носители на јавни функции ги доставиле во комисијата. Ние знаеме дека нема членови во Државната комисија за спречување на корупцијата, меѓутоа ова е работа за која што не се потребни членовите. Значи ова е работа на секретаријатот. И тие имаат обврска редовно да ги ажурираат сите промени кои што се пријавуваат до комисијата за од имотната состојба на лицата кои што се носители на функции. Тасева не ги амнестира од вина и функционерите, но во крајна линија смета дека е ставена под знак прашање целта на механизмот за контрола. Особено ако се знае дека автомобилите се далеку полесно проверлив имот од станови, акции, состојби на банкарски сметки. Од друга страна и носителите на функции имаат обврска редовно да пријавуваат секаква промена. Затоа што ако вие и кажете на комисијата дека некое лице сега располага со друг автомобил, а тоа не е пријавено во комисијата, таа е должна да поведе постапка за испитување. Затоа што секоја промена која што е повисока од определен износ на плати или вредност, мора веднаш да се пријави во комисијата. Ако не се пријави, тогаш лицето има проблем. И во таква ситуација треба да се поведе постапка за проверка на имотната состојба. Македонија остана без антикорупцијска комисија пред 9 месеци, кога ревизија на УЈП откри сомнеж за корупција меѓу самите членови на антикорупцијска. Власта и опозицијата не се договорија за нов состав, туку се тргна да се прави темелна реформа на законот, по која би се избрали новиот состав. Законот се уште не е готов, а со тоа не е блиску ниту изборот за нов состав на Државната комисија за спречување на корупцијата. Наводната намера за борба против корупцијата засега е изразена единствено во зголемениот буџет на комисијата за 2019 за околу половина милион евра. Ако има кој, соодветно да ги потроши.